Здраво, Македонија! Започнуваме со денешното издание на нашиот и ваш омилен квиз листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сместете се удобно на вашето омилено место и подгответе се за 40-минутна забава, така кажано. Значи, надпреварувачи се тука подготвени, па нема да должам повеќе, ќе ги повикам веднаш да седнат во своите надпреварувачки кабини. А прво секако ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Михаел и Марио. Повелете. Ајде да репутам се. Марио? Михаел. Тоа ми е некако од 3 обраќања, 2 ги промашувам. Кој, ама нема везе, ме знаете веќе тоа. Се случи преска, ама не ми замерува. Према тоа не се секирам ни премногу. Добри сте. Супер. Расположени денеска за игра. Минатиот пат си заминавте со парична награда од 150 евра, така? Убава шанса, можевме до 200 да одиме, но тоа е што е. Пак ќе кажам, немавте лесна партија минатиот пат, имавте 50 одговори, дадовте предходно и потоа, нели, одговаравте на главната тема. Дали сме и денеска со иста енергија? Да. Како и минатиот пат? Да. Одлично. Да не сакате да додадете нешто? Тоа е генерално. Тоа е. Ги чуваме зборовите драгоцени за во кабината која ќе влеземе, кажи. Така е. Во ред, нема да ви должам повеќе. Домакини сте повторно, што значи ваша домакинската кабина, повеле. А секако тука во нашето студио си луѓето кои што ќе ги предизвикаат и ќе пробаат да ги симнат од домакинската кабина. Денешните предизвикувачи се Мартин и Александар. Повелете. Здраво. Добар. Одлично, Александар. Здраво. Како сте? Супер. Одамна не сте ми биле тука во студиото, од лани. И мило ми е што сте повторно денеска тука со нас. Чива беше иницијативата? Повторно да се вратите? На Мартин на помага. Да, цело време тоа. Ми се допаѓа тоа, Мартин, браво си. За денеска подготвени, претпоставам, чим сте тука, така. Нешто вие да немате да си кажете, да си додадете? Да си поздравим луѓе. Секако. Да Повелете. си ги поздравам пред се моите родители. Сите роднини, сите пријатели, сите луѓе што ме сакат. Сакам посебен поздрав да давам за професорите од факултетот на Гоце Делчев. Значи, студирам на туризам и бизнес логистика. Сакам да одвоам двајца професори. Професорот Душко и професорката Елизавета. Тоа ми се професорите, некако најдраги професори. Супер. Да, бе, тие да ги поздравам. И до двајцата колеги Ивана и Мати, што ми помагаат во учењето. И можам да кажам... И направиле добра работа. Да. Можам ја да кажам. Супер, браво. Да. И најголем поздрав за брат ми Петар. Голем поздрав и Тоа од мене до сите, до истите луѓе. Живи здрави. И кога сакате, вратите од листа за 300 за вас се отворени, повелете слободно. Александар? Немам нешто, децата да ги поздравам моите трите. Така, денеска се тука во нашето студио. Голем поздрав. Подршка. Супер. Одлично. Нема да ви го одзимам ни вас повеќе времето. Трема такви работи не ве прашам веќе, не би требало да имате така. Се знаем. Почувате како предизвикувачи, па да видиме до каде ќе стигнеме. Што значи денеска предизвикувачката кабина е ваша. Повелете. Михаел и Марио, односно Мартин и Александар, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, ајде сите заедно да ги провериме истите дали работат како што треба и потоа да си продолжиме со денешното издание на нашиот квиз. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме домакинската кабина, а Мартин и Александар, дали се слушаме? Да. Одлично, се е во ред, така со кабината. Добро, си знаете се, понатаму нема да ве гнјавам. Да исклучиме сега предизвикувачката кабина. Михаел, Марио, дали се слушаме? Да, се слушам. Одлично, може да почнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, кабините функционираат, надпреварувачите исто така функционираат и расположени се за игра, што значи може да продолжиме. А продолжуваме секако, како и секогаш така и денеска, со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови што почнуваат со ГЛ, односно ГЛ.
Бараме зборови кои ги има во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквите ГЛ, односно ГЛ, како името Глорија. Еден ист збор може да го кажете само во еднина и само во еден род без членување. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, скратенки и така натаму. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Јасно е. Одлично. Само да прашам, дали само во еднина, нели без членување така? Да. Само зборовите можете да ги кажете само во еднина и само во еден било род колку без членување. Од било колку букви, да, немаме ограничување. ГЛ, спојано. Да, како Глорија. Добро. Мартин и Александар, дали не е јасна темата? На ГЛ, така ли? На ГЛ, да. Нема ограничување со од колку букви треба да е зборот. И тоа е, како што прашаа вашите противници, само во еднина, во еден род и без членување може да е зборот, кажете. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнувате ковните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Мартин и на Александар. Ке ве замолам да исклучиме домакинската кабина. А предизвикувачи, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 15. Започнуваме со 15. 20. 20. 25. 25. 30. 30. Нека одговарат. Да одговараат. Брзо, кратко, едноставно. Вакво надавање сме немале од многу одамна. Дури ме збунивте и мене. Михаил и Марио, вашите противници се решија да ви дадат шанса вие да го скршите мразот денеска и вие први да почнете да одговарате. Рековме, бараме зборови што започнуваат со ГЛ, односно ГЛ, само во еднина, во еден род и без членување. Кога сакате, можете да почнете. Глава. Глава. Така е. Главоболка. Главоболка. Ми се темни од овој збор. Точен одговор. Главен. Главен. Така е. Гламур. Гламур. Така е. Гласно. Гласно. Така е. Глас. Глас. Така е. Гладен. Гладен. Така е. Гледа. Гледа. Така е. Гледка. Гледка. Така е. Глув. Глув. Така е. Глувонем. Глувонем. Точно. Глушец. Глушец. Така е. Дали сега глупав го имаме кажано? Не. Кој немате глупав? Глупав. А кој бе ти глупав? Глупав. 13 се извинувам, точен одговор. Глуварче. Глуварче. Точен одговор. Глужд. Глушт. Така е, 15 точен одговор. Глиста. Глиста. Точен одговор. Глисер. Глисер. Точен одговор. Глина. Глина. Така е. Дали гласен го имаме кажано? Не. Гласен. Чекај. Ама гласно го имаме така да кидеме со друг. Да, окей. Да. Е, тоа беше гласно, точно јас. Добро. Глагол. Глагол. Така е. Глаголица. Глаголица. Точен одговор. Уште колку? 10.
Гласовна. Гласовна. Како порака. Се разбираме. Точен одговор. Глинен како придавка. Глинен. Така е. Глог, растение. Глог. Глог. Така е. Ајде, супер ви одеш. Гледање. Гледање. Дека не гледаме кои ги имаме кажано. Дали може Ајде да призна? погледаме малце. Гледање. Така е точен одговор. Гледаност. Гледаност. И тоа е точен одговор. Уште 5. Гломазно. Гломазно. Така е. Глума. Глума. Така е. Глумец. Глумец. Така е. Глумење. Глумење. Така е. И последното. Да, ми се допаѓа како ги користиш сите видови на зборови. Глаголи, именки, придавки, све. Така. Еј, како да ве подреков стварно, уште едно. Ајде. Ајде днеска притисок да ви направам со броење, ќе треба за 2-3 минутки да почнам да го правам тоа. Глобус. Глобус. Значи, со глобус и светот е ваш. 30 точни одговори за Михил и Марио. Бравос! Одлична игра, го добивте првиот поен, но веќе ви е добро познато дека имаме уште една лицитација која што треба да изиграме, затоа бидете внимателни во продолжение. Мартин и Александар, може би уште малце да им додадеш, уште да. 5-10, мислам дека ќе можеме на време веќе да ги фатиме на кондиција, нели? Но добре, убав старт ми се допадна како се беше динамично, научен сум да спори стартови во листа за 300 нели со едно надавање 2, ова ми дојде убаво како освежување. Супер, но бидете си внимателни во продолжение, сепак за вас се работи. Имаме уште една лицитација, знаете, познато ви е веќе, сте биле во вакви ситуации, сте правили пресврти се, затоа сконцентрирано во продолжение. Пред да продолжиме понатаму со второто надавање, втората лицитација, да прочитам уште неколку од овие зборови што почнуваат со ГЛ. Имаме тука главатар, главнина, главно, глагол, кажавме уствари, глазура, гланц, гласање, потоа гласовид, гледиште, глеќ, глетка, глето, глечер, гликоза, глина, глисер, потоа глицерин, глобала, глув, кажавме вие добро, глуверче сите се кажани. Добро, ги има уште многу, но ете кажавме доста. Како што реков, наредите втората лицитација, која што ќе одлучи дали Мартин и Александар ќе го бараат својот пресврт
на пенали или пак Михаил и Марио ќе треба веднаш да ми се придружат тука на главната сцена, затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: градови во Хрватска и во Србија со над 10.000 жители. Бараме имиња на градови во Хрватска и Србија кои според статистичките податоци во соодветните држави имаат повеќе од 10.000 жители. Михаил и Марио, дали не е јасна темава? Да. Одлично. Мартин и Александар, дали Со не е над јасна? 10.000. Да, над 10.000. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората игра започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна лицитација. Во таа ситуација моментално се наоѓаат Мартин и Александар. Ќе ве замолам да слушаме кабината на Михаил и Марио, а Мартин и Александар која ќе имаме понуда да слушнеме. Па може со 5 ки почнеме. Започнуваме со 5. 10. 10. 12. 12. 14. 14. 16. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. Едно повеќе. 21. 22. 22. Едно повеќе. 23. 24. 24. Ајде нека одговора. Мартин и Александар, ќе треба вие да одговарате сега. Вашата судбина е во ваши раце. Пополека, без брзање, времето е на ваша страна, пополека, така, без брзање, бараме градови во Хрватска и во Србија со над 10.000 жители. Гледам тука доста познати имиња на градови, пополека, 24 полиња, ајде да ги исполниме со точни одговори, па потоа на мое задоволство да играме пенали. Може да почнеме? Може. Белград. Белград. Така е. Нови Сад. Нови Сад. Точно. Ниш. Ниш. Така е. Крагуевац. Крагуевац. Точно. Јагодина. Јагодина. Така е. Панчево. Панчево. Панчево шести точен одговор. Загреб. Загреб. Така е. Задар. Задар. Така е. Сплит. Сплит. Точно. Вуковар дека беше? Ја во Валево беше. Чек, Валево, 100 секунди. Добровик, да следи. Шибеник. Те ги има по него. Шибеник. Шибеник. Така е. Вуковар дека беше? Босна. Ај кажи го тете ще мислиш. Валево. Валево. Валево, добро. Валево. Да. Така е. Врање израсли? Ај кажи. Врање. Врање. Така е. Лесковац. Лесковац. Така е. Дубровник. 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 Така е. Не ми се било дали има место. Место. Среда, не мисля. Среда, Јагодина, Крагуевац. Пула, не да кажа. Ама да го изборим. Среда, мисля. Ниш, не мисля. Среда. Војводина, град ли? Да го кажем Војводина. Не, чекай. Чекай, шо беше? Ја блокира. Чекай, само да. Чударичка не е град. Чачак, кажи. Кој? Чачак. 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 Шо ти кажа? Војводина.
Така е. Кажувај други. Имаме Пула за сигурно, да кажем. Кој е? Чекай. Смири се полека. Има Коня. Чачек. Средина. Чачек. Ајде, мислете. Имате уште време. Шибеник, кажа? Да. Шибеник зада. Горица има. Хајдук. Карловц. Карловц. Карловац. Подека. Карловц. До Словенија. Така е. Кажем се. Пула. Тебе од Србија кој е? Динамо. Нови Пазар. Нови Пазар. Така е. Имаше Горица. Не, Златибор, не. Има еден Горица. Златибор. Риека. Риека. Така е. Сега ти има во Хрватска. Прво ќе кажем. Ајде, уште 6 јана. Да. Воден, не знам да речем. Да ризикувам. Ај мислам на другиот, не кажем. Оти време. Чекай, Пула остай. На приморето, чек. Црквеница. Како извини? Црквеница. Сега, како му доваѓа сега... Не може да погодам збор. Хрватска, на приморето. Хрватска на Приморје. Да. Не знам. До Риека. Не окажува. Ајде, ако не си сигурен, да не утнеме после. Кажи, Ама не е град. Ај Пула. Пула. од преска му спре. Ајде да, од преска го мислите. Пула, еве го точен одговор. Уште 4, а? Уште 5. 5. Сега на морето Крк, не знам да го знам. Крк има на морето град, много да не шаче. Кажете до 20 и сега после. Дали до Горица, не съм ще говоря. Словения да не. Стоя. Че в футбола не така стоя. Вуковар, дека беше? Вуковар. Хрватска. Хрватска не съм дали. Вуковар. Вуковар. Уште 3 брат. Вуковар. 20 точен одговор, уште 4. Водена не е. Парачин. Кој? Парачин. Парачин. Водена. Тоа са ови. Цела. Да. Парачин. Парачин. Милиарда просто. Парачин, мисли друг, кажу, чек, Парачин. Мисли друг. Парачин има 22.000, така е, точен одговор. Уште 2. Чекай. Уште 2. Уште 3. 3. Ајде. Само секунда, Марче. Ајде, мораме да го брзаме. Ќе треба да почнам да бројам за 2 минутки. Чекай, 2 минути, Сомбор, чуе го тоа? Ивачиха. Сомбор, чуе го тоа? Мислам дека 10 треба дека Хрватска. Валјево, кажа ли? Ајде, морам да почнам да бројам. кој го Имате ли одговор? 10. 9. 8. Тоа дека? 7. Сомбор. Сомбор.
Ајде, Сомбор, мислете одма, брат. Немаме време многу, ја треба пак да почнам да бројам, така е точен одговор. Ви дам 10 секунди да размислите, уште 10 почнам да бројам потоа. Владе Чихан. Влади Чихан. Сега тај ден е по 9. Чекај да видиме сега. Мина покрај него. Мина покрај него. Само да провериме дали има над 10.000 жители. И мислете вие во меѓувреме додека проверуваме. Многу ми е криво. 7.300 жители. Ама знам мало место минута. Но, стварно се понадева, викам, зашто го знам, нимам и другари кои што одат често таму и се понадева, викам, ајде на педали ќе бараме среќата за да биде баш онака како што треба целата работа. Многу ми е криво. Има, знаеш колку. Не можам да си просто можеме на првата лицитација требаше некако да ја извлечеме, малце повеќе да надаваме. Во оваа добри бевте, на крај се разбудивте. Значи, на крај кога почнав да ве напењам дека ќе почнам да бројам, почнавте на брзина да ги мислите. Малце по да бевме, како да кажам, разбудени денеска, поживи за игра, можеби резултатот ќе беше поинако. Мартин и Александар, секогаш чест и задоволство кога сте ми тука во студиото. Немојте да чекате цела сезона сега за да се пријавите повторно. Ќе имаме уште некој снимање пак до крајот на годинава, мислам до крајот на телевизискава година, сезона. Па ако имате шанса, пријавете се повторно да се дружиме, бачи. Мило ми беше како и секоја. Почекајте само секунда, Михел и Марио, честитки за освоениот поен. Да не ми замерувате, ама искрено се понадевав дека ќе добијат вашите противници за да играме пенали, да биде нели најфер за сите тука, но тоа што е ферси и вака, успевте да си ја земете најчесто оваа победа, па повторно ќе се дружиме тука на главната сцена за многу кратко. Градови во Хрватска и Србија со над 10.000 жители. Сега да пробам да ги издвојам. Се извинам, од Хрватска ги имаме Бјеловар, Винковци, Задар, кажавме, Карловац, Книн, Копривница, Макарска, Опатија, потоа Пореч, кажавме, Пула, Риека, Ровин, кажавме, Самобор, Синј, Сплит, Славонски Брод, Сисак, Трогир, Умак, Чаковец, Шибеник, кажавме, потоа од Србија ги имаме Бор, Ваљево, Врање, Вршац, Зајачар, Зренјанин, Кикинда, Краљево, Крушевац, Лесковац, Лозница, Нови, кажавме овие добро, Пирот, Пожаревац, Прокулје и така натаму. Не знам, сега не можам да ги одвојам оние кои што ги кажа од оние кои што не се кажани. Како и да е, Михел и Марио повторно ќе ми се придружат тука на главната сцена и ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме сите заедно. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Михел и Марио се тука со мене на главната сцена по трет пат или по втор пат. Се извинувам. Па да види денеска што ќе направат, но пред да го тестираме нивното знаење на темата која што имаме подготвено, на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Нема повеќе да ве гнјавам, одиме веднаш на темата, денеска поврзана темата со спорт. Пратиме ли спорт? Спортуваме. Зависи кој. Зависи кој. Хајде да видиме. Сите. Слушајте добри и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема држави кои освоија медал на последните зимски олимписки игри оваа година. Бараме имиња на држави, односно олимписки комитети кои освоија најмалку еден било каков медал на последните зимски олимписки игри одржани оваа 2026 година, без обзир дали биле освоени во машка или пак женска конкуренција. Било каков медал. Било каков медал, да. Кога ќе бидете подготвени, Марио и Михаил, слободно започнете. САД. Соединетите Американски држави, САД, втора најтрофејна нација на зимските олимписки игри оваа година. Точен одговор. Кина. Кина. Така и Кина е на оваа листа. Точен втор одговор. И Канада. Канада. Искрено очекував да се меѓу првите 5, но не се. Точен одговор.
И 50 евра, што туку ги обезбедивме, што правиме за понатаму? Ќе одиме понатаму. Холандија има медал во Лизбенер Натер Линдор. Добро. Тоа сум сигурен. Овие е Норвешка, тие немат. Дали Русија од овие олимписки игри, не сум сигурен дали како Русија настапува, Не. како комитет. Не. Да, не настапуваат, нели се имаат забрана нешто. Ама како комитет треба да Како- кажеме целосно. Да не знам како е. Да, добро. Ајде одеме со овие што сигурни, па после ако сте Добро. ќе мо смислим и за тоа не секи. Холандија. Холандија. Холандија иначе е трета најуспешна нација на зимските олимписки игри 2026 година и четврти точен одговор за вас двајцата. Обединетото кралство. Обединето кралство, Велика Британија. Да, како Велика Британија настапуваат Велика на Британија. зимски. Така е, точен одговор. Кој е речето? Овие бе Франција, некој не знам. Да, Франција. Франција. Овие во боксан. Франција за 100 евра. Јамајка. Не. Не знам. Точно така, точен одговор и што туку Михил и Марио си обезбедија 100 евра. Што правиме за понатаму? Иди бе, иди душите. Иди. Чекај се. Италија сигурно има. Да. Италија, Шпанија. Шпанија, дали има на зимски? Италија. Овие бе горе Норвешка, Финска. Не финска, не. Шведска треба Исланд, да има. Шведска. Оние гаѓање со Да, има сигурно. Добро, идеме Шведска, Италија и Шведска, Германија Италија. може да има некој златен медал. Чекај, Шведска, Италија и Германија сигурно. толкава земја, ако не Мора има. да има. Да. Шведска, Италија и Германија. Ајде. Одиме со Италија. Одиме со Италија. Италија се четврта најуспешна нација на зимските олимписки игри 2026 година и седми точен одговор за вас. Шведска. Шведска. На толку снег. Да, толку Треба- снег, точно така, имаат и они, немам само евиденција тука за какви медали станува збор, но чим се на ова листа, значи дека е точен одговорот и кој ќе биде за 150 евра. Сега го забравивме кој е. Германија. Германија, петата најуспешна нација на зимски олимписки игри 2026 година и девети точен одговор за вас двајцата. Со Германија обезбедуваме 150 евра. Што правиме за понатаму, се уште не сме кажале најуспешната нација на овие зимски олимписки игри. Тоа не копка. Кореја. Не. Неколку пати ја спомена Михил си ја кажа, ама не смеам да ви кажам сега која е после. Ако ви треба. Треба да е Норвешка. Треба да е Норвешка. Чесите се многу јаки во хокеј, а за индивидуално не знам колку се јаки. Швајцарија сигурно има. Значи Швајцарија да. одиме. Норвешка. Швајцарија, Норвешка и Чешка. или не, мора некој од азијски одиме, може да е само Кин. И па тоа ти видам. Швајцарија, Норвешка, ја ги пратев олимписки игри. Кој беа Да, домакини? и ти ако си гледал, Чекај, кој беа домакини? Турскане. Не ми трикна ни тоа. Кој беа некаде Милано, кај си игра на две-три Италија и места се Швајцарија, одржа, да. Швајцарија е сигурно, Норвешка. Швајцарија, Норвешка, да уште нека земја со Алпи, Да да има- таму нема, со Франција кажа. Франција кажа. И И ајде ги кажавте три точни, неколку пати ги повторише. не, Германија кажавме сега. Значи одиме Норвешка, Швајцарија и Мора да има Мексико, стил сигурно. Не, вако ќе ги асоцирам. Што е ова? Што правам моментов? Чешка. Ајде, да. Ајде, Чешка република. Ајде, Чешка. Те гледаш, погрешка ми го ставен. Абе, грешка, марче. Швајцарија. Така е точен одговор. Швајцарија, Еден од двата домакини. така и е на оваа листа и е 11 точен одговор за вас. И Норвешка. И Норвешка, најуспешната нација на зимските олимписки игри 2026 година и 12 точен одговор за Марио и Михел. Честитки за освоени 200 евра. Што правиме сега? Уште 3 празни полиња.
Сега да стигнеме до она максимална парична награда, се уште имаме тука, како што каже неколку азијски земји кои што не ги споменавме, а ги кажавте во Рускиот комитет не ме текнува како се вика. Батали го сега, батали е Русија. Добро. Можам и да ви кажам и вака, дека наш сосед освои оваа година исто така медал на Зимски олимписки игри и е на оваа листа. Или е Србија, или е Бугарија. Сега кој е? Чекай. Србите се на летни јако. Чекай. Јапонија мора да е. 100%. Јапонија... Мексико бе мора да има какво не го златен медал. Мексико колку милиони? Мора да има Мексико. Аргентина не. Некој ме изненади од Африка, се чудев кај има таму снег. Мислам, кod кај се толку добри. Чекай са, Јапонија, дај што жениката. Иди по картата, оди по картата. Чаве. Оди по картата географски, не е Джаве. Ајде, добро, имате Полска. Полска Јапонија, мора да има. Јапонија, Полска и... Полска, Чешка, Словачка. Словаците се добри исто. Ама Полска, Чешка... Не, чекай, кој кажавме? Полска, има и една од Јапонија, екс државите југословенски, која што Словенија. срам да ги заборавивте една од најдобрите скокачи Така е, на така, планетава. така, Ќе се караме мајка ми сега кој ќе гледа, Да, да, депресија ќе падне жената. Само за Словенија намива на сите Словенија зимски има толку олимписки. планини. Ајде одиме со Словенија. Ајде одиме со Словенија. Абе Словачка би. Па мислам дека и Словачка Нема е. Словачка, нема. Добро. Словенија 13 точен одговор. Јапонија Јапонија. и Полска. Да. Јапонија ќе кажам ус. Точен одговор. Така е. 14 за вас и за 300 евра. Полска. Полска. Три сребрени и еден прознат за Полска, Добре. што значи точен одговор 300 евра за Марија Михел. Браво! Иначе соседот, нашиот источен сосед, Бугарија, да освои исто така медал. Потоа на оваа листа се наоѓаат Австралија, не ја кажавме така, Австрија ја заборавивме како една од поуспешните, нели? Потоа Белгија, Бразил, Грузија, Данска, Естонија, Јужна Кореја, Казахстан, Летонија, Нов Зеланд, Финска и тие се државите кои што не ги кажавме. Од можни 29 ги кажавме, овие 15. Браво за вас двајцата, одличен финиш на една одлична партија. Ке се дружиме во наредното издание на нашиот квиз. Останете ми во добро здравје. До тогаш и се гледаме секако. Останете ми во добро здравје и вие, драги гледачи. Со ова го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Во продолжение останете со нашата програма и секако очекувајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!